Денес подготвуваме џамбалаја. Морам да ви кажам дека со џамбалајата се опседнав од Дизни цртанот Принцезата и жабата. Не знам дали сте го погледнале, меѓутоа многу ми се допаѓа тој цртан бидејќи има феминистички пристап на сето она што треба да биде принцезата и жабецот, односно дека принцезата може да си ги следи своите соништа и да си ги остварува и секогаш треба да си ги следиме своите соништа. Јас денес го живеам мојот сон и кога растев, многу сакав да имам емисија за готвење, никогаш не мислев дека тоа може да биде на вистина вистински остварливо, заради тоа што завршив архитектура, се вработив по струката, работев долго со струката, се додека правите луѓе не се појавија за да ми ги остварат моите соништа. Џамбалајата е во суштина еден рецепт кој е една комбинација по потекла од Луизијана, односно од Америка и е традиционално нивни рецепт. Направен е, како и многу рецепти прекрасни, од мака. Тогашните робови, нели, кои живееле на таа територија, секогаш се соочувале со јадење на остатоци. Дополнително, шпанските домородци кои ја населиле тогаш Америка сакале да се поврзат со вкусовите на нивната традиционална паеља. Тука замешале прсти и французите и се родило јадењето џамбалаја. Морам да ви кажам дека експериментирав доста дека најдов рецепт кој ми се допаѓа, односно го има оној вкус кој мене ми е толерантен, меѓутоа секогаш ќе ве охрабрам да испробате некои различни пристапи. Џамбалајата се прави најчесто содржи зачинет колбас внатре. Зачините од колбасот ја ароматизираат целата содржина во која се прави оризот. Како и паељата, џамбалајата е јадење направено од ориз. Секогаш има комбинација на колбас, најчесто пушено месо, имаат они традиционални колбаси. Јас денеска имам свежи кои ми ги доставија од пакет МК, знаете дека имаат месара. Има пилешко или свинско месо. Јас морам да ви кажам дека повеќе ми се допаѓа пилешката варијанта, а вие експериментирајте, пробајте со пилешко, пробајте со свинско, видете што ви се допаѓа и на крај има морска храна, односно ракчиња. Значи целата комбинација на џамбалајата е едно совршено искуство каде што се комбинираат техниките на правење рижото, на месо, ракчиња и се прави совршен резултат. Секое добро јадење започнува со кромит. Јас денеска имам и една цела главица бел кромит и млади кромитчиња. Како и рижотото, односно џамбалајата е рецепт кој се прави споро, односно супата се додава полека и се дозволува на оризот да го ја впие целата течност и сите вкусови кои сте ги додале. Претходно се пропаржуваат сите состојки. Оди еден цел кромит на коцки. Ке го исечеме, се надевам дека нема да не расплаче. Ја правиме на сончогледово масло. Ставете убава количина, бидејќи имаме многу состојки. Се прави на рингла, не се пече. Се прави споро и се составува состојка по состојка. Кромидот. Не знам дали можеме да ја врземе со нешто што е кај нас традиционално, но мислам дека ако ја дадете шанса, има состојки кои кај нас се лесно достапни и можеби ќе ви даде еден поинаков, не знам, поглед на сето она што значи туѓа традиција и туги вкусови. Ја подготвувам сигурно едно добри 8-9 години од кога цртаниот филм ни стана дома актуелен. Сега моите деца се возрастни, не гледаат цртани филмови, затоа јас многу често знам да се навратам, бидејќи ги обожавам дизневите цртани. Баш овие два рецепти, џамбалајата и рататуито, ми се инспиративно дојдени од дизневите цртани филмови, односно ме предизвикале за да ги пробам. Имаме две млади кромитчиња. Не знам дали го гледате мојот феноменален пинк нож, кој може да го најдете во Карес. Има совршен баш фат, барем за мене, не знам
ме прашувавте како да изберете нож кој вас ви одговара, јас би ви рекла пробајте. Во Карес имате најразлични ножеви. Може да ги забележите и моите дуго ножеви кои се исто така дел од нивната програма и може да ги најдете во продавниците и онлайн на Карес. И пробајте. Мене ми е најважно кога бирам нож да можам да ја фатам рачката и таа да ми ја подпре перничето, да го подпре на раката практично, и ми е важна кривината на ножот, заради тоа што имам одреден фат каде што сечам со коренот на ножот и многу ми е важно да има соодветна кривина која ќе одговара на мојот фат, така што вие треба да отидете. Знам дека пред некој време кога бирав нож, кога си го купив тој белиот кој го користев доскоро, пред да го добиам овој од Карес, отидов во продавницата со даска. Заради тоа што не може да пробате таму на нивните даски. Од кога ќе се пропржи кромидот, претходно ќе му помогнеме со малку сол, еден прстофат. Внимавајте сега колку сол додавате, бидејќи знаете дека колбасите се солени. Јас секогаш сакам само на кромидот да му додадам сол, па на крај да засолам кога ќе ја имам на око целата количина. 2 пиперки зелени. Оригинално во рецептот, оној кој доаѓа во Луизијана, се ставаат bell peppers се викаат тие, односно тоа се ние зелени пиперки кои ги имаме во нашите исто така маркети и пазар. Тоа се онаа пиперка темно зелена која е пред црвената ајварка. Таа е баш оригинално, меѓутоа јас сакам да ја користам ова свежа, не ми е толку доминантна, таа ми има подебело опно и малку потешко. Апсолутно, ако ви се допаѓа, може да си го користите, нема никакво правило, меѓутоа мене на вкусот потешка ми е во било кој рецепт и многу ретко морам да ви кажам да ја користам, посебно кога ги имам на располагање овие убави, а каварџикот кога ќе дојдат. Значи, летно време се обседнувам со каварџик, а па на така есента и варките, додека ги снема, цело време ми се намени. Сигурно ви кажам да се, знам дека сум ви кажала дека сум обседната со пиперки. И ги пропржиме, значи ова е јадење на кое мора да му посветите време, односно да стоите врз него, да го промешувате, сето целата количина полека и споро да ги впива сите вкусови и мириси. Промешајте, дајте на пиперката да се облее во маслото, а потоа пропржете ја кратко. Натрода 2 чешниња лук. Нема да го гмечиме, го сечеме на парченца. Додадете ги во целата смеса. И сега, бидејќи имам 3 вида на протеин, односно месо, ќе си ја искористам моите даски од Карес. Знам дали сте ги виделе. Имаат многу практични даски кои се собираат на едно место. Го правам тоа заради тоа што секогаш кога користите месо и користите дрвена даска, никогаш потоа немој да користите друг зеленчук или овошје врз даската, заради тоа што може да ви ја контаминира храната. Следно што ќе оди внатре е сакам да го подготвам додека малку ми се пропржат пиперките и кромидот. Значи имате 3 пилешки стекови, ова е целата количина, ви отприлика за 4 до 5 особи, навистина ќе добиеме убава количина на џамбалаја. Направете ја на коцки кои ќе бидете сигурни дека ќе се испечат внатре, значи јас преферирам оваа димензија на парченце, односно отприлика 2 до 2,5 сантиметри и се трудам сите да ги исечам исто, за да имаат исто време на готвење. Храна од ориз во суштина, навистина сакам. А во некоја следните емисии ќе подготвиме и класична паеља. Значи џамбалајата е влијание од класичната шпанска паеља, која верувам дека сите кои сте ја пробале долго ја паметите, посебно ако сте ја пробале таа традиционалната во Шпанија, која се прави во тие нивните гусани големи тепси и на отворен оган. Ќе го посолам пилешкото, слоевите за солување. Помалку, цело време помалку. И ќе го додадам, практично е со даската, затоа што директно може да го додадете, без да правите неред. И ова даска оди за мијање, заради тоа што на неја ставивме сирово месо.
ќе го пропржам пилешкото. Го промешам, треба да обели од сите страни, не треба да е комплетно подготвено, заради тоа што внатре ќе одат другите состајки. И ги подготвам кобасиците. Јас имам свежи денеска, кои се зачинети, ќе употребам 2 за оваа количина. И сечете ги на поголеми парчиња, односно така ќе се осигурате дека нема нивното опно, односно надворешноста да се распадне и да излезе целото колбас месо од внатре. Кога ќе забележите дека месото веќе обелува од сите страни, односно го започнува својот процес на готвење, ги има конзервирано сите внатре сокови, го пропржуваме месото во суштина за да ги задржиме внатре неговите сокови, да биде баш сочно. Тоа со обработка на висока температура во суштина се прави и вака веќе кога знаеме дека обелела од сите страни, тогаш оди оризот внатре. Верувале или не оризот, заради тоа што оризот треба малку да се пропржи. Односно ќе видите дека е готов кога ќе обели малку повеќе. Ќе го пропржиме оризот. Сега, од кога веќе го ставате оризот, мора да имате или нелеплива тава како мојата, која исто така може да најдете во Кадес, или треба многу брзо да ги додавате останатите состојки. Јас не сакам брзо да ги додавам, затоа секогаш користам тави со нелепливо дно, но пропржете го оризот. И следно што ќе додадеме внатре пред колбасите и ракчињата одат на крај, бидејќи тие најкратко и се готват. Имам томато паста, односно мора да ставите и конзерва со домати, но и паста, затоа што таа има поинтензивен вкус, 2 лажици ви се потребни. Таа е како зачин во целото јадење. Убаво промешајте на сите страни да може да се облее целиот ориз со томато пастата. Следно што додаваме е сушено оригано. Имам една лажица сушен зачин. Јас го додадов ова, верувам дека во Луизијана немаат сушени зачини, но мене ми требаше нешто да го доближам вкусот до она што сме навикнати да го конзумираме, односно да го збогатам со сувиот зачин кој ние баш традиционално го употребуваме. Промешајте, не може да се забележи бидејќи веќе ставив многу зачини, но оризот веќе од кога малку ќе го пропржите, станува со поинтензивна бела боја од онаа која е на почетокот. Користам басмати ориз, не знам дали го кажав тоа претходно. Многу зборам па заборавам. И ставаме една конзерва домати цели. Може да ставите и на парченца. Тие некако мене ми немаат толку интензивен вкус, бидејќи тука се користат баш оние домати кои ги користиме во пастата. И мене ми се баш поубави во вкусот, меѓутоа вие ако имате на парченца слободно искористете такви. Убаво промешајте. И ќе забележите дека веќе од водата на доматите, оризот веќе почнува да добива да се вари, односно на истиот принцип по кој би направиле ризото, споро ќе промешаме. Сега наред идат колбасите. Тие ќе бидат аромата, односно ќе видите на крајот најароматскиот дел кој ќе го чувствувате во целата џамбалаја ќе бидат колбасите. Овие се пушени веќе, заради тоа се подготвени, затоа ги ставам на крај. Ако имате онакви од свежо месо, тие слободно пропржете ги за време кога го ставате и пилешкото. Имам исчистени ракчиња, тие одат на крајот. Дајте им простор да впијат од сите вкусови. И почнуваме со додавање на супата. Имам тука
коцка супа во 2 шолји вода. Отприлика за 1 шолја ориз ви се потребни 2 шолји вода, затоа што треба на крајот да имате практично посуво јадење, не е како ризото практично. Така што ќе почнам малку по малку за да не го сопрам, жешка е, за да не го сопрам процесот на вриење, а оризот малку по малку да впива од течноста. Колку повеќе мешате, толку е повкусно, морам да ви кажам, затоа што никогаш кога сакам да го исконзумираме, знам се да додадам и да го наполнам со супа и да го поклопам со поклопец, да го оставам сам да се вари, но не е тоа ако му се посветите и му дадете малку повеќе внимание, односно ја превртувате целата количина за оризот споро да ги впие сите вкусови и сокови. Цело време не треба да се опре процесот на вриење, тоа е исто важно. И знам дека делува како манџа, но во џамбалајата има баш години инвестиција од традиција, во знаење, во се она што е историја на тој дел, борби, лични, од кога ќе видите дека продолжува да врие. Ќе го измешате неколку пати и ќе го покриете со поклопец и ќе му дадете од прилика 20 минути, од 17 до 20 минути, односно повремено ќе го отварате капакот, ќе промешувате, ќе ја размешувате целата количина и ќе се потрудите оризот убаво да биде сварен, но како и ризотото не треба да биде сварен како нашата тава ориз, тука некаде измеѓу. И мислам дека е при крај. Сакав да ви го покажам моментот, затоа подготвив се за следниот рецепт, а оставив да ви покажам кога е готова. Значи, готова е кога комплетно ќе биде сув оризот. Се додека гледате дека има, аво го превртувате, буквално вака, значи од надвор према внатре, се додека го превртувате и испливува течност, не е готова. Значи, треба оризот да ја впие целата течност, односно таа да испари и да имате баш посув на крај производ. Јас ќе ја чувам тука на око, отворена, за да можам повремено да ја промешувам, а во меѓувреме сакам да ви подготвам нешто што јас го нареков блага проја. Проја сите знаеме како се прави, пченкарно брашно, јајца, јогурт и така натаму, ма јас денеска ќе направам блага верзија, односно варијанта која мислам дека совршено ќе биде како десерт за џамбалајата која подготвивме. Потребна ви е една длабока чинија за да можеме да го подготвиме тестото за проја, а во меѓувреме тука цело време ќе промешувам, односно ќе му давам на оризот да ја впие целата течност. Гледате целата тава се буквално сушљака од џамбалајата, но тоа така изгледа на вистина, ако почнете да ги гледате тие традиционални подготовки на џамбалајата, имате многу видеа на YouTube, ќе забележите дека тоа се прави во казани, се прави за баш поголема фамилија и таа секогаш тече, прска и е многу, мене ви е барем симпатично. Ќе имам цело време на око, додека не ја впие целата течност, за можеме да почнеме со подготовка на останатите на благата проја. За да подготвиме оваа блага проја, потребно ни е една јајце. Ќе го изматам малку, не треба да се... Само треба да се соедини жолчката со белката. Натре ќе ставиме млеко. Оваа проја ќе биде со млеко. Може да ставите и јогурт ако сакате да биде лесна и односно повоздушаста, ако употребите јогурт, тој ќе го подигне прецивото побрзо. Ќе ставам павлака за готвење на президент, малку само, заради тоа што сакам да има потешка. Павлаката за готвење, не знам дали знаете, е буквално посен продукт, ама дава една убава тежина и доколку го изматите, може да извадите путер од незе, баш убав. Јас ќе ставам малку за да ми го направи по сунгерасто и по масно тестото.
Ќе го засладам со мед. Ги ставам прво сите влажни состојки внатре, секако путер. Путерот малку ќе го стопам, за да може да ми се соедини убаво со целото тесто. Ќе промешам да се соединат сите мокри состојки. Ќе додадам малку масло, само малку, допир. Това беше знакот за путерот. Претходно уште едно превртување за џамбалајата од надвор према внатре, за да може да навлезе целата течност внатре. И да стане посува. Путерот во јајцата и во млекото, медот. Имам кафеав шекер. Кажав дека денеска ќе направиме блага проја. Убаво промешајте. Само да се уклучам рерната. Значи, рерната уклучате на отприлика 200 степени, без вентилатор. И ќе ги додадеме полека сувите состојки внатре. Имам пченкарна брашно, такво како што би додале во класична проја. Имам малку бело брашно, за да биде таа поубава. Имам пециво и сода. Секогаш ја ставам содата заради тоа што ми додава еден екстра подигнување. Ги прави сите теста по сунгерасти. Мислам дека ви треба една лажица за мешање. Убаво соединете ги сите состојки внатре. Треба да добиете тесто налик мафин. Само уште кратко. Не знам дали може да забележите што правам, значи ја вадам од надвор под зидовите на тавата и ја влечам целата количина на внатре. На тој начин овозможувам течноста што се собира по краевите на тавата. Побрзо да дојде во допир со затопленото дно и така полесно да испари. Бидејќи оризот веќе мислам дека нема капацитет да прими течност, веќе е доволно сварен. Баба промешајте. Направете мазна, убава тесто. И она што сакам јас да го додадам внатре, да биде баш едно изненадување, се урми. Ставам свежи урми заради тоа што ми имаат една исклучителна благост, ме потсеќаат на сите оние турски, медитерански рецепти каде што урмата е главна состојка. Ќе ставам парченца, иако доколку сакате чекор понапред да одите и да направите по тесто кое мириса на урми, јас сакам да ми биде блага проја со само со додаток на урми внатре. Се слободно изблендирајте ги урмите, направете паста од урми, додадете ја во целата смеса, ќе замириса тестото феноменално. Мене ми се допаѓа да бидат парченца и само деломно тестото да биде ароматизирано. А ставам поголеми парченца заради тоа што сакам да биде месото внатре во пројата. Промешаме. Еден калап наместен, малку ќе го одморам. Некој си 7-8 минути, потоа ќе го префрлам во калапот и оди да се пече, од прилика 20 до 25 минути. Џамбалајата е веќе готова, а ние се гледаме за кратко со двата рецепти.
Тоа беше се за денес. Се надевам дека ви се допадна рецептот кој го избрав и ве изненади со различност и да ви понуди една поинаква перцепција за она што е на класично јадење од ориз. Влагата проја е веќе готова, ја оставив да биде топла, само што ја извадив од рерна. Додека е топла, јас сакам да ја попарам со врел мед. Имам околу 5-6 лажички мед кој ги ставив во микро и го буквално зоврев медот. И сакам да ја попарам целата надворешност со медот. Убаво, ова е топла, маја внимавај. Ќе оставите убаво да се излади и потоа може да уживате во нејзиниот уникатен вкус. Останете ми добро и пробувајте секогаш различни работи. Пишете ми дали ви се допадна рецептот, а јас морам да го пробам секогаш кога правам џамбалаја. Правам и за 2 дена, за да ми остане за следниот ден и да можам да го конзумирам што е подолго. Останете ми во добро здравје, добро расположение и се гледаме веќе во следната епизода.